Дечки, ајде, добар ден. Повторно сме денеска тука на најубавиот плоштад во Македонија. Денеска како најактуелна тема ќе ги прашуваме граѓаните што мислат за Safe City и некои кратки мини смешни прашања, така да мислам дека може да започнеме и да видиме што ќе одговорат граѓаните на нашата најубава Република Македонија. Дечки, иначе не знаете колку е ладно, се тресам целиот, ама тоа е све за YouTube. Погодете што, повторно из проблем. Нашите граѓани не ќе да зборат пред камера. Класика. Што мислиш за Safe City? Мислам дека треба само да има некоја си стапка на толеранција за брзината, но сепак мислам дека е добро. Сметаш дека е подобро и дека подобро ќе се вози помалце прекршоци ќе има така? Дефинитивно. Кажи ми, брато, што мислиш ти за Safe City? Еве сега со помени почна. Брат, окей, само што мислам дека претера, пошто видов поста, не знам дали е вистина. Пример, у Германија е над 10, например, ако возиш на 60, у Словенија е 55. И сега понекад може и радарот да е кога е грешка, например да возиш ти 50, onda израчуна 51. Ти имаш казна до сега? Па не, сами нема стигнато. Денес сме тука со Ведран. Нина. Дарин. Ај, кажете ми, што мислите вие за Safe City камерите прво? Си газат, брат. Вчера на другарче 10 казни му стигнале. Не знам, валја добре, ама не ми се свига дека само до 50 се вози. Што треба повеќе, ти побрзо возиш. Така 55-60 макс. Знаеш да кажеш, ако нема камери, ти многу побрзо ќе возиш. Си да си возиме побрзали, мислам дека мора да се почитуваат законите, пошто хаос. Ама добре, еве, ако ти стигнат 2 казни, ќе ги платиш? Ма ќе ги платам. Значи немаш проблем да ги платиш, нема да бараш врски. Па нема да барам врски. Дали мислиш дека луѓето што фрлат после 10 часот отпад ќе бидат видени од камерите и дека ќе ти стигне казна дома ако фрлиш? Па види, ако живееш на некој булевар, може да те фатат. И добро, и како ќе те познаат? Регистрација имаш позадина, газот? Чева, не. Камерите се причина да ви помогнат во возењето или да барате повеќе врски во полиција? Да ни помогнат во возењето. Нема потреба да се бараат врски, треба да се почитуваат. Ма добре, ти стигне 3 дена поред казна. Ќе платам. Тур не ми да е памет. Че еве еден поздрав до дечките Inhale Plus, кој што ми дадоа вакво за носот и сега можам многу полесно да дишам и да го дишам мој скопски хималајски воздух. На што ти мириса? Некако ми мириса на шампон, брат, не знам, тука многу е чисто, на плошадов ја тука ќе бегам што побрзо. Господине, за камерите. За камери кажем стално да бидат добро да не заебат народ. Камери добро се види нешто, ама да не лаже. А што мислите вие? Казна ви пишале казна? Си видел тој филм Чино? Идат народ. Си видел тоа? Ама казна ви пишале некогаш? Што? Абе, прават, нека е прават казна, значи ти узмат колите од народ. Не е Дали сте поминале на црвено? Ако га минеш од црвено, не е добро, ќе биеш човек, ама добро, да прават добро своја работа. Ја кажем друго, сега у камера, сега пазите тие пајаки има многу. Пајаци има многу? Едно политичар сака многу пари. Значи што мислите вие, дали полицијата е добра или не? Абе, ти си новинар добро, човек. Мислите дека луѓето помалце прекршоци ќе прават? Па да, ќе ги утат под джебот и ќе се Значи ќе им дојде памет на и граѓаните. дојде памет, да. Тоа може малце да попуштат, само знаете што, 50 е максималната брзина. Значи колку треба да води 45 пример. Да, 50 е максимална. Ма потоа некако многу е споро. Многу споро ќе се движи сообраќајот. Барем 60 да е дозволено. Па беше 60. И сега зошто 50? Многу бесни граѓани имаме. Па не би знал зашто да ви. Ти камерите што ги ставија новите. Добре, Ти еве сега подобро возиш? да, Попрописно? да, и сум возил често пропис. А пред тоа си возил прописно или не? Да, Ама малце побрзо. да, сега не можеш ни еден повише да одиш. Еве се пример, возиш. ако ти стигнат 3 казни во еден ден, ќе ги платиш или ќе бараш врски? Мора да ги платиме, сега со ова ВМРО што е на власт не можеш. Че сакаш да кажеш дека е построго. Построго е сега. А добре бе, пример некој да речеме има бурекджилница и нели не чека ред, тој мислиш дека ќе опознаат камерите? Тешко, Мислам како прекршок дека иде пред нив. исто е, Исто е? да, Значи ќе го познае. да. Се повикуваат македонските жени да не се толку срамежливи затоа што нема поубаво девојче од Македонче. Така да не се срамите од камера. Ти кој си, не те знам? Здравко, не здравко. Инстаграм. Нездрав кој MC да го заследите. Брато, што мислиш за Safe City камерите? Па брат, не ми стигна уште поракат, али да ти кажам, добро е, за некои случаи стварно е добро, да има малце култура у сообраќајот и све, но се надам дека нема да... Што за Safe City да кажам? Слободно, дечко? Па джабе ке е Safe City кога нема Бетмен во Скопје. Треба Бетмен за Safe City да ја знаете, Готам не е Готам без Бетмен.
Право е, да, али треба малце културата у сообраќајот да се крене, да се стануваме Дали вие Здравко кога не беа камерите возевте прописно? Па да бе. Па да бе, јас се возев со вас. Така, Здравко. така. Ја викам дај газ, не. Ѓорче кисела вода. Не ќе да го прекршувам законот. Така е, брат. Иначе Здравко од центар до Ѓорче за 2,5 минути стигаше. Ама со сите зелени Се е семафори. зелено, се е Да, зелено. да. Не може црвено. Израчунете напред математика толку е, да знаете. За Safe City камерите. О, ја појма неам. За овие камериве за собраќај што фаќаат прекршоци. Што мислам? Да. Мислам, Да. во ред. Добро. Пошто возат сите, кој од кого полудачки не може да биде. Би требало тие што треба да ги казнат, нека ги казнат, да има некој ред. Да. Појасно сите? До сега не, у Скопје не Па носам. треба се чувате. Центар, да. Тоа е лична безбедност. Било каде, да. И пример еве да речеме на камерата нели пише колку е саат. Ако фрли некој ѓубре после 10, Па и тие треба да се казнат. дали е добро или не? Супер. Ама кога ги немаше камерите. Ги почитував. Носевте појас? Обавезно. А до 50 возевте или малце поиш? Малку повеќе. Еве сега да речеме, Искрена да сум малку повеќе, а смета. еве сега да речеме во еден ден ви стигнат 3 казни. Ќе барате врс или ќе ги платите? Ако е пример една казна 100 евра. Нема да добивам 3 казни зашто ќе почитувам. Ете случајно, пример, не сте пропуштиле пешак. Нема врска да барам. А добре еве да речеме некој ако фрла ѓубре некој човек после 10 часот навечер, тој ќе го препознае камерата? Па не знам сега толку. Нема камери за Кој тоа. тоа е против закон. Треба да има камери. А што мислите еве за хаосот во градот што има ѓубре? Е крива државата или луѓето? Па им сум луѓето. Има една стара изрека И да ви ја кажам. луѓето и институциите. Да. Ова сега пред избори што го направија беше институциите. Тоа е јасно, се гледа дека е така. Значи сакате да кажете дека намерно го ставиле ѓубрето за после да го соберат. Апсолутно. Не, они не го оставија, пошто не беа Не, надлежни они не да го го оставија, разбираат. не го Меѓутоа и да е така, важно се расчисти. Само што мислите чаре за воздухов? За воздух. Решение. Воздухот е исто така, ако ја потенцираме државата, институциите, треба да се превземе нешто. Не може со години да се трујаме, а ништо не се превземе. Секоја година е полошо и полошо. Апсолутно. Ако не сме моќни ние да констатираме конкретно од што е загадувањето, дали од грење, дали од возила, побарај некоја стручна помош од надвор, од каде да еме, разбирате? Да. Вие дали слушнавте конкретно од што е загадувањето? Ја до денес немам Има, слушнав. Па вика дека најмногу од автомобилите од индустријата. Па нешто да констатираат од што е загадувањето. И да се набават тие автобуси, зашо секој би се качил во автобус кога би имале да не чекаат по пола сат. Ја една сат време чекав 2 пати. Камери за загадување. На така, кој загадува? Душо моја, Еве еден респект за овие две господи тука, мило ми беше. и мене душа. Гледајте возила, нели се жалиме сиромашти? Ја мислам дека има повеќе автомобили него луѓе. Него луѓе. Каква се? Секој има по 2 коли. Гледајте кафичи, гледајте коли, па значи богата нација. Така е. Извинете, Safe City камерите, да или не? Молим, за камери да се постават. Па дали сметате дека е добро или не? Па, Битно, ние сме пешки. А општо за граѓаните. па се. Зависи колку е признато тоа, нели? Па признато е казна стига ако направите прекршок. Сега за сега не стига уште казна, само Само опомена. Ама сте за тоа или не? Нека си возат исто диво. Јас би поише за и за пешаците треба да има. Одговорни институциите или луѓето? луѓето. Најмногу Све луѓето, фрлаат. да. Све Да, сврлаат. А институциите, ако не собираат? Институција џабе ако собира утре пак ќе видиш фрлено, нели? Па значи треба да има повеќе контејнери и помалку да се гради. Па не може со контейнери. Да, ама треба и да има Малтикултура. Значи до културата на луѓето е. Култура. Тука е проблемот во нашиот народ. Тука е, само е тука. Еве баш сега тоа зборе. Таму, на пример во странство, сега некој ќе рече, па странство е. Небо и земја. Небо и земја, ако веруете. Значи све е до културата. Све е до културата. Значи не е битно кој ќе дое на власт, битно е до луѓето. Не. Не само до луѓето. Мора култура да Па е има. тоа. Тоа јас мислам дека најубаво тоа треба да биде по школи. Е така, од таму да почне. Од таму да почне. Зашто таму Тогаш е децата сунгеро, тогаш пива. Тогаш. Еве поздрав до овие две господи, фала ви многу. Ништа. Ајде убав ден, чао. Па дечки, тоа ги видовте мислењата на граѓаните што мислат за Safe City камерите. Ја искрено би ви препорачал да се возите безбедно и да се и да не се, затоа што сепак нашето здравје е на прво место. Така да ете, само една препорака до граѓаните кога ќе дам со камера да не се срамат толку зашто ништо не е страшно. Треба да се подели јавно мислењето на граѓаните доколку сакате да смениме нешто во оваа држава. Не се све институциите и властите криви, така да дечки се гледаме наредна епизода, не знам што. Ај чао.